Денеска правиме една мала видеорепортажа за тоа како изгледа патниот правец Делчево, Берово се извинувам, Тработивиште Делчево, но преку стариот пат кој што минатата или предминатата година беше направен. Имаше некоја акција за расчистување. Па еве кога идете од кај Берово, во случај некогаш да има некои проблеми на овој пат, како да стигнете до Делчево. Оние кои не патувале се разбира по овој патен правец, еве скршнуваме за Тработивиште тука. Продолжуваме право кон селото. Гледаме дека веќе лесијата доста се опаднати, бидејќи зимата полека но сигурно доаѓа, иако засега без снег. Се уште има неколку лисија на некои дрвја. Останати лисија се извинувам на некои дрвја, но и тие наскоро целосно ќе паднат. Овде се скршнува, иако можеше можеби и полно и дел од лево, меѓутоа за да се стигне до центарот на селото кај селската џамија. И сега доколку продолжите овде десно, повторно ќе се вратите на стариот пат за Делчево, од каде што и требаше да поминеме, но доколку продолжите еве во овој правец лево, има знак Разловци, ќе го следите него. Овде ќе скршнете десно, иако Кукуље 5 км, како што забележавме на еден од знаците. Тработивишки Кукуље има две такви местности. Исто се наоѓа во овој дел од Тработивиште и исто е како и местноста Свети Води, која е во тој правец таму. Значи, за да стигнеме до Делчево, по стариот пат, мора да го поминеме овој мост. Исто така беше направен пред известно време. 3-4 години, не знам, може би повеќе. Се сонцето малку смета, меѓутоа ова е тоа место каде треба да се скршне за да се продолжи за Делчево. По стариот пат. И да провериме колку е исчистен од гранки, имајќи предвид дека во неколку наврати луѓе кои живеат во Разловци велеа дека на одредени места не може да се размине човек од непрегледност, па да видиме. Па и во право може би е, некаде. Е реагирано. Има доста кривини, треба да се внимава. Како деца од овде понекогаш имаме минувано со автобус кога за тоа имало потреба. Оние повозрастните сигурно имаат минувано по стариот пат. Колку често искрено се користи од жителите на Разловци за да дојде до Делчево, не знам дали им е по-исплатливо да додат по овој или по другиот. Тие знаат најдобро, меѓутоа сигурно за вршење некои работи, одење до некои имоти, е подобро да се движат по асфалт отколку по кал.
Се надевам ќе ни стигне меморија до Делчево, имаме уште 8 минути негде во камерата, имајќи предвид дека снимавме прилог во Пекчево и на идење навака решивме да ја оствариме желбата на еден читател кој во повеќе наврти не има замолено да ја поминеме оваа делница за да доловиме каква е состојбата на патот. Освен на едно место погоре, значи за сега би рекле дека е окей, меѓутоа кога ќе се раззелени вегетацијата, треба повторно да се види да се средат некои работи. Ево овде гранките се оставени на пат. Ако се вози полека и се внимава, мислам дека нема да биде проблем да се користи уште долго време. Да видиме само каде сме локацијски сега негде. Предвид дека се ближиме кон базата долу на Гранит, некаде близо сме до Делчево. Колку возите точек овде може да наидете на кучиња. Сега да видиме како ќе биде разминувањето. Се ближиме кон Рудине, претходно набило сепак сепарацијата на или од село Град и Мите од село Град исто така. Далеко дефна од Берниската база, како што рековме првично. Се ближиме на кај мотел Кула и Рудине. Надзира и Делчево, значи уште 3 минути од
меморијата, мислам дека ќе стигнеме до Делчево. И ќе може да го прикажеме целиот пат. Барем до населбата Ушанско мало и Стар Монопол. Добро ни се виде патот, нема оштетеност. Има на неколку места и неотстранети гранки, како што и велеше читателот, но генерално, кои сигурно дека се подготвени да се останат предпоставувам. Ево овде некаде асфалтираната делница завршува и веќе влегуваме во населбата Елшанско мало, Стар Монопол. Минути, толку негде е потребно, значи по овој стар пат да се стигне од таму кај што вклучивме на почетокот на Трботивиште, кога идеш од Берово до влезот на Делчево. Од страната од кај поточно по стариот пат од кај Лазловци кон Делчево. Делчево. Тоа беше се од оваа кратка видеорепортажа во трајање од 15 на минути. Делчевчани уживаат малку на сонцето. Прошетки со внуците, семејства, баби, внуки и внуци. Малку разговор меѓу себе. И тоа е тоа. 8 секунди се одјавуваме од оваа кратка видеорепортажа.